Благодарам. Почитувани граѓани, денес сакам да ви зборувам за една од многуте неправди во македонската држава. Почитуван колега, и вие спаѓате во категоријата граѓани на Република Македонија. Сакам да зборувам за неправдата која се прави на 50.209 работници во текстилната и кожарската индустрија. Државата оваа категорија на граѓани ги дискриминира. На кој начин? Декларативно, минималната плата во Република Македонија за сите работници и реално е 9.590 денари. А де факто, минималната плата во Република Македонија изнесува 8.050 денари. Зошто? Затоа што 50.000 работници од текстилната индустрија ја добиваат оваа плата. Колеги пратеници, јас ќе ве прашам многу едноставно. Дали тие граѓани не живеат во нашето соседство? Дали тие граѓани не пазаруваат од истите продавници од кои пазаруваме ние? Дали тие не купуваат млеко по иста цена? Дали не купуваат леб? Дали на крајот на месецот не ги плаќаат сметките за струја, за вода? Не ли се греат во зима на парно или на огревно дрво, секој спрема условите кои може да си ги дозволи? Јас не гледам причина зашто овие граѓани би ги разликувале од останатите работници. Но власта прави дискриминација на овие работници. Ги издвојува како категорија кои што имаат најниска плата. Нели тие треба да ги подбират сите давачки? Овде не зборувам за давачките кои што би произлегле од плаќање на кирија доколку не живеат во собствен дом. Овде не зборувам за парите кои што треба да ги платат кога патуваат до работното место. Не зборувам за парите што треба да ги потрошат за да си дозволат скромно парче облека за себе и за своите деца барем еднаш во сезона. Не сакам како лекар да зборувам за парите што им се неопходни за да ги платат лекарствата кои ги примаат како хронична терапија. Јас како пратеник од најголемата територијално изборна единица, од третата, меѓутоа и најсиромашната, ве повикувам, колеги пратеници, да дојдете и заедно да прошетаме низ мојата изборна единица. Само ќе ве замолам, оставете ги дома розевите очила и оставете ги вашите локални партиски моќници. Дојдете заедно да го видиме пустошот во Источна Македонија. Тоа се градови во кои има нови куќи, но кои зјапаат празни. Колеги, и ние бевме на терен. Со локалните активисти на мојата партија ги посетувавме граѓаните и тие се жалеа. Ајде дојдете да заедно да прошетаме во Виница, каде зјапаат празните куќи, затоа што нивните собственици се иселиле и заминале од родната грудка. Се држам на темата, се работи за тоа што немаат услови за живот, затоа што вие денес многу јасно од оваа говорница се спротивставувате за да се зголеми платата на оние категории на граѓани на кои им е најнеопходна. Вие се спротивставувате на нашиот предлог закон да зголемиме платата на работниците кои заработуваат најмалку. И да ја довршам мислата. Граѓаните кои ја напуштиле својата земја од мака, работат на плантажите за лозија во Италија, работат во гостителски објекти, работат во градилиштата. За која плата, кое потценување, како граѓани од втор ред. Во родиот крај се враќаат 2 пати годишно, во периодот околу Илинден, значи летните одмори, и околу Божик. И колеги пратеници, ќе ве потсетам кога се враќаат. Тогаш, кога вие им организирате авионски превоз и организиран автобуски превоз да дојдат да гласат на изборите. Не знам за која власт го даваат својот глас. Власта која ги избркала од родната грудка и која ги натерала во туѓина да крпат крај со крај. Слушавме тука, се враќам на темата, председателе. Значи, слушнав најразлични бројки колку многу владата направила за овој народ. Колеги, ние можеме да зборуваме колку сакаме, меѓутоа постојат релевантни фактори, постојат институции кои што се занимаваат со испитување на реалните состојби. Па ние сме прва држава во мизерија во Европа. Тоа е објавено во Економист и тука друштво ни прават Венецуела и Иран. Во Република Македонија 180.000 граѓани живеат во сиромаштија.
Тоа е 9,1% од скупното население. Председателе, јас заправо за законот зборувам. Затоа ние предлагаме да се променат состојбите. Затоа бараме платата на работниците од текстилната и кожарската индустрија да се зголеми. Точно, за да им овозможиме достоинствен живот, да не живеат со 40 денари на ден. Зборувате за многобројните проекти. Македонија вработувала многу, а во суштина не е тоа вистината. Според Евростат, вистината е следна. Најголемиот број на невработени од високообразованите кадри седи дома. 52%. Последниот извештај од Светска банка пред 2 дена објавен во медиумите зборува дека 48% од луѓето со диплома седат дома. Затоа, колеги пратеници, младите напуштаат оваа земја. Затоа ни се случува белата чума, која вие не сакате или да ја согледате, или не сакате да ја решите. Зборувате за не знам какви бројки, за зголемување на пензиите, зголемување на социјалната помош. Јас само една работа ќе ви кажам. Кога сакате да зборувате за бројки, треба да имате основни статистички податоци. Ние прво не знаеме колку сме во државата. 2015 година пописот како најелементарна статистичка операција која се прави и во африканските земји беше стопиран. Најверојатно владата се уплаши од поразителните факти до кои дојде во првите денови кога почна да се спроведува пописот. Тоа многу зборува колку многу владата направила. Пак ќе се вратам за законот за минимална плата. Не да се вратите, треба да зборите по него, бе, молам. Па бараме овие работници да ја добиваат таа плата, да се зголеми, за да можат да имаат малку подостојствен живот. Да можат и тие да си дозволат еден пристоен живот, еден годишен одмор, да си дозволат минимално да си дозволат да одат на едно патување барем еднаш во годината. Но вие тоа очигледно не сакате да им го дозволите. Зборувате колкав е бројот на вработени. Генерално, во Агенцијата за вработени воведовте категорија на активни и пасивни баратели. Колеги пратеници, така не се креираат политики. Цело време се фалите, направила владата ова, направила владата она. Па владата на Република Македонија е избрана да ги креира и да ги спроведува економските политики. Законот за минимална плата, ваше законот, бе, молам. Председателе, причината за мојата дискусија е точно заради тоа што граѓаните во Република Македонија немаат услови за достоинствен живот. Затоа што со 8.000 денари ни вие, ни јас, никој во оваа држава не може да живее. Затоа предлагаме да минималната плата веќе од март биде 11.000 денари. Оставиме впечаток како да бараме некоја сума од 300 евра месечно. Па колеги, смешно е ова што го расправаме денес. Јас очекував од вас конструктивна дебата и поддршка да предложите 15.000 денари уште денес на пленарна седница, а не ние да се расправаме за тоа дали треба да добијат 11.000 денари и овие работници да ги изедначиме со работниците од сите други профили, односно од сите делови на индустријата. Затоа ни се случува ова што денес ни се случува. Белата чума, невработеноста, заминување на младите, намалување бројот на население, старење на население. Ако не поведете сметка, ни сите преспанци, ни сите мали човечиња што ги влечете за уши, нема да ви овозможат на 24 април да ги добиете изборите. Благодарам.